Тему направи бум во Македонија. Граѓаните збудалеа поевтини производи што во голем дел ги купуваат, а всушност не им се потребни. Само во јуни низ македонските домови стигнале дури 250 тони пратки, дел бесплатни од царински давачки, дел са платени речиси 700.000 евра увозни давачки. Најмногу се нарачува облека, модни додатоци, мали апарати и козметика. Од Трговската комора на Македонија алармираат дека проблемот е во тоа што Тему нуди производи по цени кои често се 50 до 70% пониски од оние во домашните продавници, а за малите трговци ова буквално значи борба за опстанок. Само во јуни македонските потрошувачи преку Тему нарачале 250 тони стока. Голем дел од пратките се во вредност до 22 евра и влегуваат во Македонија без дополнителни давачки. Купувањето со еден клик, брзо, едноставно и достапно, ќе продолжи и во иднина, бидејќи им нуди на граѓаните удобност, широк избор и ниски цени. Со примамливи цени, агресивен маркетинг и умешна психолошка манипулација преку геймификација, Тему успеа да го претвори купувањето во игра на возбуда и моментална награда. Апликацијата доделува и дневни бонуси, односно колку почесто се враќате на платформата во текот на денот, толку повеќе награди и поволности добивате. Психијатрите алармираат дека онлайн купувањето не е само економска навика, туку ментално здравствено прашање. Според нив тоа е тивка зависност, што не боли веднаш, но постепено е нагризува контролата, ја зголемува анксиозноста и ја слабее вистинската способност за радост. Луѓето често велат: па само една шнола, само некоја ефтина тетратка или украс. Но токму тие ситници се најопасни, не економски, туку психолошки. Тие ја хранат навиката и ја учат психата дека секоја празнина, досада или анксиозност може да се закрапи со едно кликнување и брза достава. Со тек на време тоа води кон губење на толеранција, тоест потреба за почести и се поголеми купувања. Ако ваквото темпо продолжи, проценките се дека Тему и сличните платформи би можеле до 2030 година да заземат 20 до 20% од вкупната малопродажба во Македонија, а тоа би предизвикало драстичен пат на бројот на локални продавници, поголема зависност од увоз, намалување на вработеноста, а ќе се наметне и силен притисок врз домашните производители да ја намалат цената на сметка на квалитетот.